Топ тема, добро вечер. Почна судењето за несреќата во дискотеката Пулс, во која на обвинителна клупа се 35 физички лица. Кои се очекувањата на јавноста, а кои процесните предизвици? Ефикасна правда или долг и неизвесен процес? Но вечерва и на друга тема. Дали власта ги напушта сите постулати за реформи во судството што сама ги постави, особено кога е во прашање финансиската независност на правосудниот систем. Во топ тема вечерва дебатираме со Јана Кимитровски, адвокат. Добро вечер и добро дојдовте. Драган Малиновски, адвокат. Добро вечер и добро дојдовте. И колегата Васко Меглешев. Но поврзано со првата тема, за почеток прво да го видиме прилогот на колешката Билјана Николовска Тодорова за атмосферата и од почетокот на денешното судење и дел од воведните зборови на обвинителството. Загинатите деца не се бројка, тоа се имиња, семејства, иднини, недоживеани утра и празни столчиња дома. Обвинителот Борче Јанев, кој е еден од застапниците на обвинението за трагедијата во Кочани, со овие зборови во воведниот говор побара одговорност и казна за сите 35 мина обвинети. Со неголема понизност, со изгубените животи и тешко настраданите нивни семејства и близки. Тука сме во оваа поставка да прашаме, да именуваме и да бараме одговорност. Ако овој обед ги исполнуваше стандарди, ако вратите беа доволни и проводни, ако плафонот и зидовите не беа обложени со отров, што убива побрзо од пламен, ако имаше функционална вентилација, ако постоеше противпожарен систем, ако имаше навремена контрола, надзор и санкции, пожарот сам за себе ќе се запаметеш само како опасен инцидент, но не и по масовна гробница и ужас од невидими размери. Многу воздишки, плач и мачна атмосфера ја исполнија судската сала во Идризово, додека се читаше кој што се сторил или не сторил за да дојде до пожарот во кој загинаа 63 млади луѓе, а повеќе од 220 беа повредени. Обвинителите ветија дека ќе успеат да докажат дека секој обвинет од своја страна има вина, но дека на врвот се наоѓа сопственикот на дискотеката Дејан Стојановски Деко. Според обвинителството, злодело е што воопшто постоел објектот, бил безбедносна стапица и буре барут. Ќе можете да слушнете и да видите што се бил спремен овој човек само заради профит и материјална загодет, низ материјалните и вербалните докази и согледат и неговите одлики и достоверности. Во најтесна закрива до него ги подрбил и неговиот кум, неговиот брат, па дури и собственото дете. Сите впрегнати да работат и да кршат закони по негова замисла. И никој на овој човек никогаш не му застанал на пат. Но собственикот на дискотеката не бил сам, рече обвинителот. Во системот имал консултанти, доушници, логистичари, кои му помогнале опасно да ја работи дискотеката уште од 2012 година. За сите обвинети, од општина Кочани, од Дирекцијата за заштита и спасување, МВР, ДЗР, Министерството за економија, обвинителството вети дека ќе докаже дека не смееле да дозволат Пулс да има лиценца. Одговорноста во примитивното делување сите обвинети од наведените институции се префрлале како жар во раците едни на други, што никој не сака да го задржи за дело. Сите чекале граѓаните да им кажат и да пријават незаконителности и неправилности за тие да постапат. Реакцијата во службена должност, која представува особено силен и основен превентивен механизам за делување, за жал останал мислена именка. Со воведниот говор на обвинителството започна судскиот процес каде се обвинети 35 мина и 3 фирми. На следното рочиште се очекува и одбраната да има свој говори. Тоа беше краток пресек за почетокот на судскиот процес. Меглешов би почнал со ова сете, бидејќи бевте денеска на овој прв ден. Колку емоциите и во иднина ќе доаѓаат во студир со она што се велат правила, процедури или процесни правила? Ова судење е судење на емоции, јас така би го нарекол. Видовме дека денески на компромиси правни. Во основа тоа беше и очекувано со оглед на големиот број на обвинети, уште поголемиот број на оштетени и така натаму.
Ние како новинари седевме практично зад родителите, односно зад оние кои што имаат изгубено блиски во нивните семејства. Сум присуствувал на многу судења, меѓу другото бев и на првото судење за Ласкарци, меѓутоа е прво вакво големо судење во кој што има толков наплив на енергија, толков наплив на емоции и така натаму, бидејќи ние имавме и непосредна комуникација со родителите и за време на паузи и за време додека се одвиваше самото судење. Она што е важно да се каже дека емоциите не можат да се прикријат, едноставно тоа се човечка особина, особено на луѓе што загубиле човек во животот, апсолутно, како што велат старите, понекогаш и се им е дозволено во таа смисла. Оно што е важно е судот да води една разумна постапка и дека од страна на обвинителството, меѓутоа и на одбраната, да се има предвид дека постапката мора да биде правна и правно издржана. Бидејќи ние разговараме во основа за два концепти, еден е правен, друг е правда. Заради тоа што за мене и за вас правда може да значи нешто различно, меѓутоа судот мора да овозможи услови за едно фер судење во кое што емоциите како такви ќе постојат. Во секој случај, меѓутоа, ќе овозможи постапка тоа да не влијае на донесувањето на одлуката, односно на правораздавањето како такво. Малиновски, а и Митровски истото прашање, кога сите се обидуваат деновиве да го опишат на некој начин целиот овој голем процес во кој што има многу преседани кои што ги немало во судските процеси. Еден од главните оценки кои што се користи е тест. Што за вас е како адвокат е тест во целиот судски процес и за кога? Видете. Да, овие денови често се употребува дека е ова тест за тоа дали ќе не биде, дали нема да не биде и така натаму. Така натака. Знаете, вакви слични случаи сме имале и во минатото, разликата е во квантитетот, ја би рекол, на настанот. Сега може би вака математички се изразувам, меѓутоа суштината е во тоа, сме имале и други настани со трагични последици, со исто кривично дело, меѓутоа овде тежината или како да кажам траорноста во која е завиткан целиот овој настан е бројката на изгубени млади животи кои навистина никого не оставаат равнодушен и со тоа ќе мора да се носат сите актери во постапката кои се. Во секој случај, на прво место е судот кој треба да овозможи спроведување на нормална кривична постапка, каде што, добро кажа денеска и судечкиот судија, ќе овозможи на двете странки се обвинител и обвинети, да може да ги изложат своите аргументи, да настапат и да биде спроведена постапката. Знаете, вие рековте во најавата седнати на обвинителна клупа се 35 обвинети. Јас мислам дека во суштина на обвинителна клупа е седнат само еден, а тоа е системот во Република Македонија, кој е хаварисан по многу основи и кој фактички го продуцираше овој настан вака како што се случи. Едноставно, затаиле многу нивоа на функционирање на институциите, како на локална власт, така на централна власт. И навистина сега мислам дека треба да се свестиме дека ова всушност е судење на системот, на корумпираниот систем, на нефункционалниот систем и како таков треба и да се гледа. Јанеки, кој е на тест и зашто? Пред се судот на тест од причина што ова прво предизвик судењето од организационен аспект. Колку денеска беше прилично фул ден и не може со обврски, не можев да забележам, но колку што приметив дека од организационен аспект беше све во ред, на страна или тензичната атмосфера која што за сите очекувана, колку што знам имало и координативни состаноци со МВР, брза помош и така натаму, така да ваков суд, што каже и колегата Малиновски, и од квантитативен аспект е предизвик да се менаџира, но фер е да се каже за пошироката јавност, тоа го знам јас, тоа го знае Драган, тоа го знаем Васко кој што прател многу судења па и од ваков тип,
и да се каже особено на семејствата на загинатите, дека ова ќе биде процес кој што прилично ќе трае. Значи во години се мери колку ќе трае во прв степен, колку год да е оптимист председателот на Совет, жена за која што секогаш ќе говорам во суперлатив, но не се согласувам со тоа дека ќе трае 5 месеци најмалку, а не знам најдолго колку, затоа што самиот обем на доказниот материјал, самиот број на обвинети, број на оштетени, да не заборавиме дека со листи на докази излегуваат и сите адвокати, како и да не ја заборавиме законската одредба која што кај нас се уште презистира, има најава дека ќе има измени, тоа е дека после 90 дена поминати меѓу рочишта, ако не се отвори главна расправа дека може да почне дека треба да почне од поново, тогаш ќе се очекува дека ова ќе биде маратонски процес, но тоа не е главниот проблем. Колку год да звучам грубо за пошироката јавност, факт е дека преовладуваат емоциите, а емоции судница место за емоции и не е. Во таква насока првпат го гледам и во ведниот одговор на колегата обвинител и е малку невообичаен, затоа што во принцип во ведни зборови се кажува на кои докази ќе се заснова обвинението, што од нив ќе произлезе, а ова е помалку или повеќе воведен говор за јавност. На те сме сите ние бови многу одамна, корумпираниот систем не е од вчера и ќе видиме како тоа ќе тера и ќе видиме кога и ќе се поднесе не помалку важно обвинение и за полициските службеници, кои што мислам дека се уште во фаза на истрага, а кои што мое убедување, поправете ме ако не го делите впечатокот, дека беа, зборувам за полициската хиерархија во Кочани, беа уапсени под притисок на јавноста, а не вака по волја на тие што го водеа пред нив. Никогаш нема да се согласат дека тоа беа апсења на рати во зависност од реакциите, но тоа е тоа. Споменавте дека имаше и известна координација претходно на обвинителство, суди, па под притисок на јавноста беше повекан и представник на адвокатската комора и меѓутоа ако се гледа денешниот процес, тоа веројатно останува на оној, како што рече и Јанаки, организацијски дел. Бидејќи денеска, колку сметате дека денеска го видовме и првиот можеби елемент на тој компромис помеѓу емоциите и процесните права или процесните правила, бидејќи се случи на самиот старт и покрај сите договори, објавен календар за судење и така натаму, ние на самиот старт имаме спојување на обвинението, интегрирано, како што беше кажано, интегрирано обвинение, на што дојдоа и првите реакции односно барање на адвокатите за одлагање. И во било кој, извинете што прекинувам вас, и во било кој друг случај да не е овој случај, тоа барање ќе беше испочитувано, тоа најодговорно ви го тврдам. Да, само сакав да дополнам дека практично она што беше договорено, ми се чини дека можеби судот требаше да го направи на едно подготвително рочиште на кое што ќе ги повика страните и ќе се договорат правилата на игра. Тоа во овој случај не знам зошто не беше направено, иако од организацијски аспект навистина судот што се однесува до организација на самото судење го направи максимумот, бидејќи бев таму тоа го засведочив. Она што е важно, како што го спомна Јанаки, е судот да не суди и да не ги донесува одлуките импулсивно под притисок на јавноста. Како што кажа и Јанаки, сме биле сведоци многу често во јавноста, кога јавноста ќе направи одреден притисок, судот реагира импулсивно, донесува одредени одлуки, тука се прават уште поголеми штети генерално на правната постапка. Зошто го кажувам тоа? Во ова обвинение, така како што беше поднесено, имаше 1440 материјални докази. Имаш уште 283 оштетени и така натаму. Зборуваме само за докази кои што ги поднело обвинителството. Каде се тука доказите на адвокатите? На секој доказ сите страни во постапката имаат право да приговараат, да го оспоруваат и така натаму. Денеска обвинителството излегува со една прочистена, би рекол, листа на докази, вели, ние ќе скратиме од сведоците. Сега ние не добивме информација колку е тоа, дали од 200 на 20, од 150 на 30 и така натаму, за да знаеме и на кои околности тоа се прави. Адвокатите го имаат правото да знаат, бидејќи имаат право да ги предложат истите сведоци на околности кои што сметаат дека нив ќе им бидат битни за теоријата на случај. Сакам да ви речам дека компромисот во таа смисла е на судот никогаш да не суди под притисок на јавноста. Судот може да има разбирање за јавноста и тоа е сосема во ред, меѓутоа донесува
пренесување одлуки кои што само ќе задоволат јавноста прави многу поголема штета и ние во овој процес помеѓу обвинетите не треба да направиме нови жртви. Само за оние за кои што ќе се докаже вина со докази и во една фер постапка со правосилна присуда се тие кои што треба да го понесат товарот на кривичната одговорност. Прашање за сите, имавме ли денеска првиот компромис, бидејќи ако денеска беше целта да се почне, го слушнавме во ведниот збор на обвинителот и така натаму, веројатно вие подобро ќе го аргументирате дека практично следното рочиште на 25-ти условно ќе се загуби во овие процедури, барања, дискусии на релација, сега јас тоа го поедноставувам меѓу обвинителство и адвокат. Она што сакав да го кажам дека и во насока, односно се надоврзам на Васко што говореше, значи многу е поважно да се запази процедурата и правото на одбрана, затоа што нели нормално најчесто се жалиме и е суштествена повреда на одредбите на постапката која подразбира укинување на било која пресуда. Значи, дури и подлога да трае е поцелисходно, отколку тоа да се направат под притисок на јавност или под притисок на емоции и грешки, па потоа таа пресуда да евентуално падне, сега нормално збориме со резерва, бидејќи предметот на сам почеток, и да трае во бесконечност. Значи, сите ние што сме работеле знаеме дека еднаш укината пресуда потоа многу го проблематизира самиот предмет. Компромиси веројатно ќе има и во иднината, не знам дали денеска стигнаа да се произнесат за вина, претпоставувам не, бидејќи се многу на следното веројатно ќе помине само тој дел за произнесување на вина, бидејќи се многу обвинети и евентуално оштетените ќе се произнесат околу штетата и кривичниот прогон и од следното рочиште, односно за две рочишта од сега веројатно ќе почне со изведување на доказна постапка, односно прво се вербалните докази. Малиновски. Јас немам дилеми дека, знаете, компромисот е лоша алатка и лоша услуга за сите. Бидејќи, знаете, вие кога правите компромис, правите на некој начин така да кажем, ја инвалидизирате постапката, инсталирате веќе одредени проблематични ситуации со кои понатаму ќе мора повторно се соочите и од едни во други, ако влезете компромиси, од постапката нема да испадне ништо. Меѓутоа да се надеваме дека натаму постапката ќе се одвива онака како што е регулирана со законот, бидејќи импровизации воопшто не се потребни и мислам дека ако сакате и од аспект на оштетените, бидејќи оштетените очекуваат правда. Правда е невозможно да се испорача ако вие имате ваков вид на компромиси или инсталирате некои Да, но тие да бидеме реални очекуваат и брзина. Сега и денеска и судиката им рече брзина не може да се не може да се вети без оглед сега рамката што таа ја дала 5 или 5 месеци или 5 години. Беше онака чисто фигуративно како илустрација. Се сложуваме дека мислам дека и самите роднини на жртвите, односно нивните најблиски, се свесни дека нема да оди ова така брзо како што очекуваат и не за друго. Не би било добро тие да влезат со некое разочарување во постапката. Они треба да бидат запознаени и јас мислам дека во изминатиот период, бидејќи има повеќе средби во обвинителството, мислам дека им се предочени чекорите кои ќе се преземаат, динамиката со која ќе се изведуваат сите процесни действија, така да тоа е тоа. Оно што мене ми пречеше, вака како сепак како адвокат со долги години искуство, е нека ми простат родителите, меѓутоа односот кон бранителите. Може да ги слушаме тие изјави па да ги искоментирате сите, бидејќи кога мислиме кога зборуваме за тој емотивен дел, тоа веројатно како ќе почнува да се одвива постапката и доказите, тоа ќе биде уште по присутно. Да ги слушнеме изјавите на родителите. Браво за обвинителите, а голем срам за адвокатите што ги бранат обвинетите, како немат чувства и осет на оваква голема трагедија
каде ни ги убија нашите деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакува никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови, ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес, што почнаа, со првите постапки, нас повторно не убија. Ама добивме храброст од јавното обвинителство. Стварно, нека го слушнат крикот на мајките и нека се запрашаат што прават и како ќе ги бранат обвинетите. Ете, тоа се тие изјави на болка, изјави на гнев, но веројатно искуството за жал од бројни случаи покажува дека ако се барањата на одбраната повод, дека такви поводи ќе имаме веројатно многу. Тоа и беше зборот. Навистина, тие адвокати што се таму, имате адвокати кои се бранители, имате адвокати кои се полномошници на оштетените. И едните и другите се професионалци. Вие за вакви кривични дела едноставно и оштетените треба да знаат дека не може да обвинетите да немаат бранител. Ако не си ангажираат самите, судот ќе им постави по службена должност. Така да, навистина, уште еднаш, така, малку сум вознемирен од изливот на емоции, па ако сакате и клетви и така натака, што мислам дека не е во ред и мислам дека понатаму ќе треба тоа да се на некој начин да се канализира и да се држи во некои подносливи рамки. Боби гневот на родителите разбилив за сите нас, тежината на професијата која што работиме е таа, сум бил во состојба да, како што кажа, таму има и полномошни и бранители и полномошници на оштетени, ако во овој случај сте полномошник на оштетен, сигурно позитивно ќе гледаат на вас родителите, во обратно ве гледаат како црн ѓавол и се тоа е тежината со која што сите од нас кои што сме нафатиле да ја работиме оваа професија треба да се носиме. Емпатија во принцип е хендикеп за адвокат кривичар, но јас во принцип не знам до адвокат до тој степен што може да се исклучи што ова нели нема да го допре. Не имаше и транспаренти ве гледаме со јасна порака, така да во тој дел не може судот да го регулира, не може судот да им спречи да даваат изјави, но мислам дека прашањето ми беше колку ќе допре, особено заради емотивниот сегмент на овој случај, имаше и од адвокатската комора во соопштение. Да, бидејќи да бидеме реални сега, некогаш имаме ние многу примери дека тие одложувања адвокатите ги користат сите алатки или биле стратегија на одбраната. Предметот нема да застари поради горната граница на предвидена казна, така да не конкретно за мене можам да зборам дека никогаш не сум модел на непотребни одложувања. Меѓутоа овој предмет никогаш нема да застари, така да, односно нема да се случи да застари, така да не гледам која би била стратегијата непотребно да се одлага и повторно ќе ви тврдам дека да беше било кој друг случај да се бараше одлагање бидејќи денеска се узна дека е споено, дека се споени обвиненијата, дека тоа ќе беше дозволено и тоа не е првиот компромис. Првиот компромис ќе те потсетам Боби се случи кога Републичкиот јавен обвинител постави една рамка дека за 3 месеци пошто потом мора да се затвори истрагата, што не е правилно за така обемна истрага, па после тоа го врзуваа, го правдаа добро со притворите. Не баре притвор единствена мерка за обезбедување, постојат и други мерки. За мене најдобра мерка е гаранцијата, така да тоа не е првиот компромис, но реакциите на фамилиите се разбирливи и тоа е тежината со професијата која што сме одбрале да работиме. Станувате ли се уште на оценката дека проблеми натаму ќе биде онаа што внимателно многумина од вас се обидуваа да го укажат постојано во изминатиот период, тоа беше теоријата на обвинителството, односно оној клучен сегмент на верижна одговорност? Искрено, деталите од обвинението не ми се познати, меѓутоа од она што може во изминатиот период да го следам,
Лично сметам дека обвинителството ќе има малце поголема мака да ја, како да кажам, да ја докаже својата теорија и начинот како е поставено обвинението и временскиот опфат и поврзаноста на актерите, така да, не сакам во детали имам резерви во секој случај. Кога зборуваме за тоа дека на тест е судството, јас конкретно мислам дека и на тест токму поради ова прашање, бидејќи според мене 3-4 правни прашања ќе бидат клучни на ова судење, да се утврди евентуалната умисла кај обвинетите која што им се става на сите на товар, да се утврди дека тие постапувале заеднички како соизвршители со оглед на тоа што таму имаме обвинети од различни временски периоди. Обвинителот денеска уверуваше дека тие не нужно мора да постапувале во исто време заедно, туку дека практично може да бидат и во различни временски периоди, а сепак да бидат третирани како соизвршители. И делот на каузалитетот, односно на причинско-последичниот однос. Јас себе се обидов да проверам за ова кривично дело. Вели обвинителот, се извинувам Васко, фитилот на оваа катастрофа е уште од 2012 година, а криминалните активности на обвинетите траеле исклучително долг период од 2012 до 16 март 2025. Да, во сличен случај за истото кривично дело, ни оддалеку во толкав опфат како овој, станува збор за хеликоптерската несреќа близу Струмица, во која што се урна хеликоптер во неосветлен антенски столб на македонската радиодифузија и практично загинаа 4 луѓе. Струмичкиот суд донесе една, јас би рекол, добро образложена пресуда на судијките Абрашева и Каламерникова, и внатре Струмичкото обвинителство, иако има искази на сведоци дека практично антенскиот столб со години не бил одржуван и осветлуван, обвинителството во овој случај решило да оди само 1 година уназад и практично да обвини 2 физички лица и 1 правно лице. Кога велам судството е на тест, тоа е заради тоа што ова е прва ваква правна конструкција во земјата, нека ме поправи Јанаки и така. Така што ме интересира каков ќе биде ставот на судот околу тоа дали действијата на првите обвинети од 2012 година можат каузално да се докажат во 2025 година, со оглед на тоа што имаме и прекин на тој синџир, бидејќи имате обвинети и необвинети министри, имате обвинети и необвинети директори, и така натаму и така натаму. Тоа се правни прашања кои што на самата главна расправа треба да се отворат и мислам дека тука ќе се вкрстуваат копијата на народното обвинителство и на адвокатите, и околу тоа очекувам навистина да има полемика во судницата. Тој ќе го ползува со право одбраната, она фамозна причинско-последична, односно каузална врска, тука ќе биде многу проблематична да се докаже. Јас не знам дали Васко, бидејќи не се увело обвинението, гледам го имаш како соизвршители ги сите како соизвршители, теретат, што е исклучително проблематично, затоа што за да имате соизвршителство треба да имаат сите действија на извршување и заеднички особен допринос кон делото, па да се казни секој како за делото. Тоа е невозможно. Тоа секој што минимум работел кривично право во конкретниот случај знае дека невозможно. Сега да дадеме една одредена резерва дека до завршни зборови може да трпи обвинението измени, ама па тоа е малку веројатно затоа што обвинителот пред да пушти обвинителиве Тимов пред да пушти обвинение ги имале на увид доказиве, да видиме ако чекаат да бидат разубедени од доказите на одбраната. Така да, ваква концепција на обвинение е исклучиво, тоа неодговорно го тврдам, тоа сите што работиме го знаеме дека е исклучиво под притисок на јавноста. Знаете дека етапно се вршеа апсењата, подоцна беа оапсени градоначалниците, па подоцна полициските службеници и така натаму. Но немојте да бидете изненадени дека и ако под притисок на јавноста и особено да советот судечки нема да сака да го трпи плукањето на јавноста и гневот на семејствата и да прифати вакво едно обвинение, но кај повисоките судови тоа би било сериозен проблем и немојте да заборавате дека овде веројатно за барем дел од обвинетите, ако бидат прогласени за виновник, има исклучително високи казни, што и повторно ќе биде под притисок на јавноста во еден дел и оправдано. Така да јас ако добијам да речеме 18 години затвор, сигурно ќе одам и до Страсбург како последна инстанца. Така да тука во неколку етапи ваквото обвинение би било проблематично. Инаку, бидејќи го спомна Васко пред и тој дел да го зборнеме, значи во еден дел тука треба да падне обвинението
или барем за некој од обвинетите и во фаза на приговор на обвинителен акт. Кај нас, за жал, праксата покажува дека тој институт остана мртво слово на хартија. Само еден од еклатантите примери на привилегираност на јавното обвинителство, каде што тие го сведуваат, оцената на обвинителниот акт ја сведуваат на тоа дали се законито прибавени или не се законито прибавени доказите, што не е во согласно со закон, мислам во тој дел е, но има и еден друг став каде што вели дека и треба да оцени дали постојат доволно докази за кај нас има еден или двајца доволно докази за обвинение за конкретен обвинет, така кај нас има само еден или два примери и видете чудо, тоа секад било за високо профилирани политичари или олигарси. Малиновски, која е вашата оценка во овој дел? Имаше практично речи се и да се ретки спротивните оценки кога е во прашање теоријата на обвинителство. Знаете, во принцип, кај ова кривично дело е дискутабилна умислата. Евентуалната умисла, да. Значи, обично овие кривични дела се во делот на небрежноста. Генерално, по мене, вака ја како го гледам, умислата би била исклучок. И сега да се каже дека сите со умисла во целиот овој интервал. Дури да е евентуална. Дури да е евентуална настапувале со умисла, тоа некако не ми држи, тешко ќе барем од оваа дистанца повторно ги немам речени сите аспекти. Меѓутоа мислам дека тоа е еден од затоа што знаете страшно е ако за ова кривично дело со ваква последица умислата може да предизвика казната да оди и преку дозволениот прв максимум кој е 20 години. Околу правната квалификација само сакав да дополнам, мислам дека тоа им го кажав на дел од обвинителите, бидејќи факт е дека кога се разговарало на колеги, имало различни мислења околу тоа дали да се оди со една правна квалификација, дали можеби треба да се оди со злоупотреба на службена, несовесно работење и така натаму. Меѓутоа на крајот се одлучија едно дело практично да биде за сите обвинети. Јас на пример еве да речеме, читајќи го обвинението, забележувам низа ајде да не речам аспекти кои што мене не ми се доволно јасни како обвинителството ќе ги докаже. Велат градоначалникот не му наредил на инспекторот да направи надзор. Ако го читате, да речеме, законот за инспекцијски надзор, ќе видите дека инспекторите се независни и самостојни во вршење на својата работа. Каква моќ има градоначалникот да му каже на инспекторот? Имено, така е. Така што не знам градоначалникот, така што не знам како обвинителството, јас имам листата на докази, ги немам видено доказите, да бидеме честни, тоа ќе го видиме во судница, меѓутоа вака како што е поставена теоријата има неколку аспекти внатре што сега за сега немам да речам одговор како ќе го докажат. Тука одиме со првата пауза за реклами, а потоа и со втората тема за вечерва, последните аспекти околу потребата од финансиска независност на судството, актуализирани со промената на ставовите на владата. Продолжуваме со втората тема за вечерва и она што е најактуелно во овој период, таа се актуализираше со променливите ставови на владата, треба или не треба, колку пари треба да добие судството. По изјавата ќе им дадам се, синоќа нова изјава од премиерот во синоќешното интервју на Топ тема. Да слушнеме што порача Мицкоски. Буџетот кој што владата го издвојува за правосудниот систем е повисок од 75% земји членки на Европската Унија. 75% земји членки на Европската Унија и јас апсолутно не гледам потреба за зголемување на таа сума, односно на тој буџет. Што се однесува до делот на одобрување на плановите за вработување и напредување, немам никаков проблем. Никаков проблем немам да се одобрува планот за вработување и унапредување од страна на судскиот совет и еве владата како небитна нека информираат само. Немам никаков јас проблем. Не битна, идејата е дека владата не треба да се реформата. Да, не треба да се меша во судството, тоа е реформата. Не, владата не се меша во судството. Тоа не го вели извештајот на Европската комисија. Но владата е одговорна за трошењето на секој денар народни пари. И кога тие народни пари ги троши некоја институција или орган од управата на државата, логично е
да државата се грижи за тоа. Они велат, за нас не се грижете, ние сами ќе се грижиме, само ќе ве информираме. Ние велиме во ред. Еве, тоа ќе го прифатиме и ќе биде дел од законите. Но, не ја гледам потребата од зголемување на буџетот во услови кога констатира самиот извештај дојден од Советот на Европа, дека буџетот кој што ние го издвојуваме е повисок како процент од бруто домашниот производ од 75% од земјите членки на Европската унија. Ако просечната плата во државата е 45.000 денари, а да речеме председател на суд има нето плата месечна 180.000 денари, јас мислам дека е малку многу. Што значи тоа, колку треба да добива судијата? Па ако премиерот на државата има, да речеме, за 20% помала плата, барем еве колку што има премиерот на државата. Тоа значи ќе се намалат платите на судиите? Не, тоа значи дека ќе имаат буџет кој што ќе се одвестува на стандардот кој што го имаат сите граѓани, а ние како влада водиме сметка за секој денар народни пари потрошени на правилен начин. Ете, тоа е последната во низот изјави, се работи за следново, имавме и цела емисија за тоа, меѓутоа никако да ги расчлениме работите што е всушност што. Владата презеде обврска, накратко, она што е обврска од 2010-та и што ниједна влада досега не го исполнила, конечно таа да им ги даде тие 0,8% од БДП на судството или до 0,5% на обвинителството. Сега премиерот вели, не може тоа, ќе цениме колку им треба. Малку е навреден од намерата наводна судиите, односно судските тела сами да вработуваат исто и во обвинителството, а во суштина впечатокот е дека како да не ги прочитал актуелните закони, бидејќи тоа е обврска и сега само не се исполнува. Што всушност се случува и дали е по-рационално од владата ако нема пари да каже нема пари или пак ако има план за нов концепт да каже кој ќе биде концептот. Еве Малиновски со вас. Знаете, изминатиот период ави вечерва говориме за владење на право. Што значи владење на право? Владење на право значи имплементирање на закони кои се во правна сила. Легитимно е политиката, а и обврска и право и обврска на политиката е да аргументира, изнесува своја аргументација за или против кога се носи некој закон, значи во делот на подготовка и така. Во случајов сега ние зашто расправаме? Ние расправаме дали ќе го применуваме законот. Ако е дефинирано во законот за судски буџет 0,8 од бруто домашен производ, најмалку 0,8, зашто правиме сега муабет? Впрочем, дали сме најмногу или најмалку, јас видов некои податоци кои се од Европската комисија за ефикасност на правдата при Совет на Европа, каде што кажува дека буџетот на Република Македонија е под просекот на Западен Балкан. И тоа изнесува. Не го прочитал тоа премиерот изгледа. Па не знам. Иста анализа читаме сите, ама проблемот е што премиерот вели дека македонскиот буџет е поголем од колку 70% од земјите членки. Но по кој критериум? Се веројатно ако видите. Бројките генерално се лесни за манипулација. Сега ако се каже дека Франција одвојува, мислам кажа 0,26% од БДП, тоа се мери во милиарди и милиарди евра. Така да дополнително знаете како јас воопшто не сум љубител на правење на таков тип на компарации. Мој близок пријател исто адвокат имаше прилика да присуствува на седница на суд во Австрија, во Виена. Сте виделе вие како изгледа судот во Виена? Ние до пред 5 години во најголемиот граѓански суд, е тажно да се каже, но е така, кој што е патен најголем суд во Македонија и по број на предмети и по немаше тоалети. Па со донација на озлогласениот USAID се направија 2 тоалети да има странкиве каде да одат во тоалет. Така да кога ќе правиме така, додека одете судот во Виена да го видите, значи за да направите компарација. Така да не сум љубител на такви компарации. Ајде да зборуваме за следното. Фрапирачка е леснотијата со која што владините првенци
си дозволуваат да кажат народски речено, законот вели 0,8%, ама ние многу за тоа не се грижиме и ќе ги бодуваме по популарност. Ова не е квиз за популарност. Прво да зборуваме за фамозните 2%. Ова ќе ми дозволите да го кажам. Тоа се должи на една анкета или на неколку анкети, каде што 2% е категоријата на целосна доверба. Кој што по мене треба да биде 0%, кој за Бога има целосна доверба во македонското судство, никој. Делумна мислам дека беше 16%. На истите тие анкети, целосна доверба во собранието и во владата варира од 2 до 3%. Ке си одат ли македонските политичари? Нема да си одат. Дополнително, цивилистите судии, мене лично, нели во неврзани мавети, ми реагираат за нешто што имаат сосема право. Дека перцепцијата за судството кај нас во главном се извлекува од овие големи кривични предмети. И внимавајте сега добро. Ако осудителните пресуди генерално во Македонија, слободно проверете овој факт, варираат од најниски 91%, не паднале под 90%, до 98%, обратна е состојбата кога политичари и олигарси се судат, а тие се најекспонирани предмети, каде што во 98% завршуваат или застаруваат или со ослободителни пресуди, а добар дел од тие политичари се и од владеачката партија, каде што завршија или им застараа делата, или завршија со ослободителни. Дополнителен проблем е што Министерката за финансии исто така се дрзна дека не исплаќа додатоци на плата, зборуваме за луѓето кои практикуваат суди, обвинители, стручни соработници кои практикуваат кривично право кај нас, кои што се додатоци за ризик, кои што за волја на вистината ги мислам дека Марко Зврлевски покоен ги избоксува и се тоа е нешто позитивно што го направил за нив. Затоа што смета дека истите не биле доволно популарни во низината перцепција за популарност. Да, таа индиректно најавува некаков нов модел, меѓутоа не кажува да го видиме новиот модел. Но во делот на вработувањата, ајде со суди се кубури, но ќе се снајдат. Но помошен кадар од типот стручни соработници се помалку се волни да работат, особено од кои им се скинаат додатоците и листите не им се исплаќаат, им викаат тужете ако ви се тужи, и да не зборуваме за условите за работа кои што се катастрофални. Така да ниедна влада не случајно од сега од законот од донесување на законот од 15 години до сега не е случајно што не го дала потребниот буџет, од проста причина што тоа е еден од начините да го држат судството на краток ланец, да не им ги даваат средствата кои што им следат. И внимавајте добро, предлог буџетите гледајте ги, ти не ни бараат 0,8%, ти бараат 0,5-6 за да се надеваат да добиат 0,4, што е доста индикативно. Би сакал да го надополнам Јанаки, дека практично и не мора да им робуваме на бројките и на статистиките. Ако влезете во судници и прашате еден судија како тој се снаоѓа со записничари, како се снаоѓа со доставувачи и така натаму, практично нема судија кој што тоа нема да ви го каже дека буквално е типачка за стручен соработник и така натаму. Зборуваме за елементарни услови за функционирање на судовите. Јас извадив една статистика во одланската година, макар што денеска се почнува со тие некакви норми. Оваа влада како што почнала наскоро може да се обрати до ММФ и до Светска банка да ја сменат методологијата за пресметка на БДП, пошто не им одговара. Че оваа влада се обврзала и оваа влада го препишала истото, ставила печат, не, ова е од реформската агенда. И владава цитира: според податоците на ЕКЕП, тоа е Комисијата на Советот на Европа, која што ја спомена господин, судскиот буџет стандардизиран како процент од БДП е значително понизок во споредба со другите земји од регионот. Точка. Обврската да се бара одобрение од Министерството за финансии за прераспределба на буџетот и вработување не ја поддржува независноста и автономијата на судството. Тоа е напишано во реформската агенда, ставила подпис владата, печат го изгласало собранието. Сега ние ова што го слушаме е еден сосема различен концепт. Мене не ми е јасно зошто премиерот е толку опседнат со бројки. На еден брифинг кој што беше поврзан последен септемвриски со реформската агенда, каде што меѓу другото се разговараше за реформите во правосудството, тој верували или не 3 до 4 минути разговараше за платата на јавната обвинителка што треба да отиде во за Европравда Ленче Ристовска. Ние именуваше, меѓутоа беше очигледно, тој вели, знаете како, ние прашавме многу големи плати, сега ќе ставиме норма да ги регулираме на ниво на трет дипломат и така натаму. Ми се чини дека тој тип
на оптоварување со плати и така натаму, и извртува тезата дека овие пари се потребни само за плати на судии и на јавни обвинители, а не е така. Бидејќи кога ќе го видите законот за судскиот буџет, внатре имате и капитални инвестиции, пари за дигитализација и така натаму. Ние за тие прашања воопшто и не разговараме. И целата теза се пренесува со судиите ќе земале по 300.000, ќе земале по 400.000 денари плата и така натаму. Така што се извртува, се прави замена на тези во основа. И не е ни точно, дозволи Боби, значи треба и јавноста да знае дека платите на судиите на обвинителите се најниски во регионот. Значи Косово има 2000 евра плата на судија 10 години наназад, што пред 10 години беше мисловна именка за нас. И еве ќе ти кажам, не е никаква тајна дека еден јавен обвинител во Македонија до пред година и половина земаше 55.000 плата. Работи со сериозни луѓе, збориме нели од криминален профил, дежура, има сериозни предизвици, дежурствата се плаќаат исклучително ниско, а си 24/7 имаш над 300, просто не спиеш во тие 24 часа. Сега се на ниво меѓу 90 и 100.000 денари. Така да тие фами за превисоки плати на обвинителството и на судството не се точни едноставно, и се согласувам со вас кој што зборува дека зголемен судски буџет по автоматизам не значи дека тоа ќе отиде на зголемување на плати. Јас тврдам дека било кој судија, ако го прашаат во Македонија или обвинител, дали сакате 20% да ви се зголеми платата или да ве пополниме со помошен кадар, секој за да си олесни својата позиција, едноставно да се намали сам себе со обврски, ќе го избере ова второто. Малиновски, идејата на законот кој што впрочем е донесен 2010 година и сега морав да признаеме дека ниту една влада не го исполнила до сега тој процент, меѓутоа ова рекла еве ние ќе бидеме првите. Идејата е токму сите тие сегменти и вработување кои што сега едноставно нема стручни соработници, нема дактилографи, нема ништо, нема истражители. Нема пари за академијата, сето тоа да биде во рамките на тој како што е законот на тој буџет. Дали во ваква ситуација би било по-логично и за јавноста и во интерес на потребните реформи, по-продуктивно од владата да излезе со јасен концепт што таа би правила, бидејќи во случајов тоа се законски обврски. Гледаме дека премиерот е дури и навреден дека тоа владата нема да биде прашана за дактилографка или за стручен соработник, туку тоа ќе си го ниту министерката за финансии, туку тоа ќе си го прави судскиот буџетски совет. Знаете, искрено не можам да го препознам концептот, ако го има концептот во делот на правосудството. Се сложуваме дека состојбите во правосудството се проблематични. Така. Јута таму имаме системски и структурни проблеми кои навистина не се решаваат со, како да кажам, со некој инстант решение. Од тие причини секоја нормална држава, па и ние како Министерство за правда подготвила стратегија. Имате развојна секторска стратегија за правосудството 24-28. На оваа развојна секторска стратегија реферира најголем дел од реформската агенда за раст. Значи, тоа е документ кој е на сила и кој има дефинирано приоритети, има акцијски план и треба да се спроведува со одредена динамика. Значи, тоа е начинот како да се решаваат работите. Во тие стратегии дефиниран и начинот како да биде на кој начин да се обезбеди самостојност на судскиот буџет, да не биде, мислам, срамота е за вработување во администрација да треба да бараат согласности од Министерство на финансии, па не им дава. Меѓутоа се извинувам, ние имаме тенденција која покажува дека се оди спротивно на таа стратегија. Бидејќи според таа стратегија требаше во законот за административни службеници судската администрација да биде изземена. Сега и во извештајот на Европската комисија е тоа нотирано, дека тоа не се случи. Значи, затоа е прашањето и треба ли да ни кажат ќе правиме како што велите, кој е концептот, ако има друг концепт, или што знаете што, во изминатиот период реформската агенда мислам дека се перцепираше само низ призмата кои се буџетските импликации. Дали сме земале пари, дали не сме земале, колку сме изгубили и така натака, а не сме свесни дека губиме време и дека не ги средуваме
проблемите во правосудството на организиран и систематичен начин. Само повторно велам, имаме документ кој е пред нас и ние наместо да имплементираме таа стратегија, ние мислиме дека ќе ги решиме проблемите со некои персонални, како да кажам, промени. Па фокус ние сега, нели, подолго време го стигматизираме судскиот совет. Тие немале легитимитет, им било изгласано интерпелација, треба да си одат и така натака, што е фактички правна небулоза како таква. И вие сега, значи, решението го гледате на начин што, односно владата го гледа на начин што наместо оние 5 члена во судски совет, нели, кои доаѓаат преку собранието што се сега, да бидат заменети со други. Свесни сме дека секоја владина гарнитура, секој владино мнозинство си носи своја гарнитура, односно своји луѓе, за оние 5 говорам што се избираат. Истакнати правници. Да. И тука нема никакви дилеми. Законски измени и тие да се бираат од сите тие за држава Васко мислите мораме да пуштиме и вториот блок реклама. Еве ме гледаш од вас го почнуваме и практично и овој завршен круг. Еве и судскиот совет не чини, сите се согласуваме дека не чини, меѓутоа ништо не се прави. Прво, не се носи законот, нити еден закон не е донесен, нити ги има јасна визија која ќе бидат донесени. Конечно, кај судскиот совет претседателката сама реши да не предлага, никој тука не се сомнева дека професорката, можеби претседателката Гордана Силјановска-Давкова не знае, ама сигурно професорката Гордана Силјановска-Давкова добро знае што е истакнат прав. Да, бидејќи незиното образложение да ги почекаме законските заострени одредби за истакнат правник, па тогаш ќе назначиме и така натаму. Никој во моментот, како што и разговаравме, не ја спречува и во овој момент без законските одредби, такви какви што планира да ги направа, да го избере најдобриот или двајцата најдобри. Сакам да речам дека тоа образложение не знам колку држи, но она што би сакал да го нагласаме дека ние практично не разговараме дека во делот на законите на правосудството од реформската агенда имаме помалку или повеќе секаде промени во персоналниот состав на комисиите кои што работеа на законите. Кога на септемврискиот брифинг го прашав лично премиерот зошто одлучивте да ги менувате комисиите кога тие веќе се во некаква напредна фаза и може да ги испорачаат законите, тој ми вели знаете како сосема е природно секоја политичка гарнитура да се стави внатре луѓе кон кои што ќе има доверба. И тоа може би до некаде држи. Меѓутоа тие дел од нив беа навистина во напредна фаза. Некои од законите се заглавени во секретаријат за законодавство, ние не знаеме зошто. Практично како што рековте, ниту еден закон од реформската агенда во делот на правосудството не е поминат. И она што исто така битно е дека сега се стимулира, се трча, се брза за да се стигне, бидејќи одредени членови членуваат во 2, во 3 и така натаму комисии и при ова брзање може да се направат понекогаш и грешки на кои повторно ќе правиме законски измени и сте така до недоглед. 7 крупни закони се со нов кривичен и закон за да, тие се најсуштинските, да. Ова ми е дежаву, значи нов кривичен законник. Прво кривичен закон е швајцарско сирење, се над 30 пати менуван, 35 пати менуван, меѓу 30 и 35 пати менуван за 30 години, што е невообичаено многу. Видете сите забелешки на премиерот за и на владачката партија власта за недовербата, политичко инвестираност, базалски однос на судски совет се легитимни и се така, значи се точни. Но, она што и го зборнавме, законска обврска, не е тоа волја дали е на владата, законска обврска е тие да, прво, обезбедат услови во смисла на парични средства, кои што не одат секојаш за плати, како што се импутира, а потоа, со полно право ќе има и премиерот, и Министерската за финансии, и било кој да рече, извинете, ние сега вас ви го обезбедивме бараните услови, а вие повторно не испорачувате резултати. Јас ќе ве потсетам кој ги кажувате законите. Граѓански законник, кој што треба да инкорпорира сите цивилни закони во Македонија, например, многу мина реагираат и со право дека законот за семејство кај нас е донесен 96-та, а влече корен е препишан од југословенскиот од 70-ти. И тоа е префрлена обврска од лани. Не знам која година, не е до никаде. Така да, прво да си ја завршиме ние домашната, владата си ја заврши домашната задача, да создаде услови, а потоа да има полно право да критикува неагилност. Малиновски, уште минута за вас. Како да се најдете
средина или да се дојде до тој одговор кој е концептот на владата, бидејќи ако се оди едно по едно, не е опремено обвинителството, не се опремени истражните центри. Ја спомнавте реформската агенда и другите стратегии, каде што јасно се оперира и со бројки на потребни вработувања на суди и обвинители и стручни служби, академијата е блокирана. Сите се согласуваме со критиките, меѓутоа точно ли е дека од друга страна не гледаме концепт? Значи, мислам дека концептот мора да стратешки и издржан, да не биде повторно велам ад хок некое хибридно решение. Во таа насока сметам дека неопходно е судскиот совет, бидејќи во судскиот совет се уште членува и министерот за правда, тој линк да профункционира и да се види до каде е работела, дали се има некоја идеја, бидејќи, знаете, судскиот совет е одговорен во рамките на неговите надлежности кои има. Тој не може да носи закони, не може да ги испорачува оние работи кои треба да ги испорача владата. Загрижуваат, има работи кои навистина дури сме во неверојатен временски цајтнот, конкретно за кривичниот законник. Па го слушавте пред некое време, го слушав интервјута на председателот на Уставниот суд, дека до нова година, ако не се реши прашањето со ќе интервенираат и ќе се направи невиден правен хаос во делот на примената на... Или ќе нема ништо, или сите закони ќе дојдат во еден ден, па после ќе ги читаме откако ќе ги донесат. Ви благодарам што вечерва бевте на топ тема, вам почитувани, ви благодарам за вниманието, останете со Телма.